Добар ден, почитувани, започува уште една нова Телма амбуланта. Денеска ќе зборуваме за болката во бубрезите, која што може да биде симптом за инфекција на бубрезите, но и за камче кое што се придвижило во нив. При тоа, многу е важно навремено да се утврди точната причина за болка, за да може да се примени адекватна терапија во текот на лекувањето. За болката во бубрезите денеска ќе проговориме со гостинката што е со мене во студиото. Тој е доктор Елена Бабелј-Бансколиева, специјалист по интерна медицина од специјалната болница за дијализа и нефрологија Дијамет. Докторке, добар ден уште еднаш. Добар ден и благодарам на поканата. Кога ќе почувствува некој болка во бубрезите, дали може да ја помеша со некој друг тип на болка која што потекнува од долниот дел на грбот? Се разликува ли во интензитетот, во јачината, во начинот на кој што боли? Да, значи болката која што се јавува во тој предел од градниот кош, да речеме, од абдоменот, често пати може да биде збунувачка пред се за самиот пациент, а често пати и за лекарот каде што ќе се обрати, доколку не се направи дополнителна додиференцијација за каков тип на болка станува збор. Најчесто болката во бубрезите ја мешаме со болка во рбетот, значи било каква мускулно-скелетна болка, која што на некој начин имаат слична интерпретација. Се разликуваат во интензитетот на болката, значи се разликуваат исто така во пример положбата која што пациентот ја зазема, значи мускулно-скелетната болка обично може да се смири доколку пациентот заземе одредена положба. И тоа некако ни е диференцијално дијагностички дека можеби не станува збор за колика од бубрежно потекло. Или доколку болката, например, во случајов реналната колика, таа не поминува. Значи, колку и да пациентот бара било каква положба да заземе, таа нема да исчезне. По интензитет се разликуваат многу, во смисла дека болката, например, од мускулно-скелетен карактер има баш као класична болка на еден иридирачка болка во тој предел, например, на крстот, во пределот по самиот грб. За разлика од болката која што од бубрежно потекло, таа е многу акутна, многу интензивен карактер. Пациентот некогаш ја опишува како сечење со нож. Константна може да биде, значи да трае подолг временски период, или пак да биде интермитентна, во случајот да го минува својот интензитет. И таа е стрикно лоцирана во долниот дел од градниот кош. Како што завршува долниот дел од градниот кош позади на самиот грб, таа е тука во тој дел лоцирана. Значи каде почувствуваме позади? Значи во задниот дел. Во задниот дел може да чувствуваме и напред. Да, таа веќе почнува да иридира, да. Така, таа иридира. Но кога болката е од тој интензитет, пациентот ја осеќа внатре во целото тело. Значи таа не е само да ја осеќа во одреден сегмент, туку ја осеќа всушност тежината ја осеќа внатре. Таа има иридирачки карактер, што значи дека може од према напред да се движи према самата препона, значи зависно од страната на која што се наоѓа, и може да биде унилатерална, која што е една страна или билатерална. И во тој случај ние можеме на некој начин да дадеме една првична дијагноза за што би можело да станува збор. Ако болката се јави на двете страни, тогаш сигурно е инфекција. Тогаш да, сигурно е инфекција и тогаш може исто да биде поврзана и со мускулно-скелетна болка, пошто обично тој тип на болка иридира како еден обрач. Значи од двете страни, пошто станува збор за нерви кои што го прават инервација на тој дел од мускулатурата или на скелетниот дел, например при протрузија на дискуси, при било какви дископати, остеопоротични промени. Значи, тој тип на болка е малку поразличен од коликата и не настанува така интензивно. Да, ќе настане доколку пациентот направи некое нагло движење, па направи некоја компресија која што во моментот ќе продуцира болка. Така, оваа болка се јавува без најава? Без најава. Интензивна е. Случај, да. Можат ли пациентите дома самите да исклучат за што се работи доколку се направат еден удар позади? Да, тоа е начин за преглед? Тоа е начин за преглед. Тоа е првиот начин за преглед. Во овој дел? Во тој дел, точно така. И тоа е оној, како да речам, физикалниот преглед кој што лекарот би требало, секој лекар да знае, би требало да го направи. Но некогаш помага и пациентот сам да се диференцира, мислам во тоа сте во право.
Обично пациентите кои што имаат неколку епизоди на ренална колика, они веќе знаат да се ја препознаат болката. Исто и со доколку имаат дископати или било какви мускулно-скелетни заболувања, исто така го знаат интензитетот и типот на самата болка, но често пати само прегледот некогаш кај пациентот не може да биде доволно субјективен за истото, за да каже дали него секој го боли, како и да се удри, него ќе го боли. Така да подобро би било да се обрати на својот лекар, за да може тоа да го направи стручно лице и за да може да го диференцира типот на болката. Реналната болка вела дека е една од најсилните што може да ја почувствува човекот, се споредува со породилната болка. Многото ние што ќе добијат болка во бубрезите повраќаат. Зошто тоа се случува? Па тоа се случува заради тоа што во тој дел од абдоменот настанува инервација на целиот нервен систем. Значи во смисла спазамот кој што ја прави болката од бубрежното потекло врши на некој начин дополнителна инервација на гастроинтестиналниот тракт, значи на нервите во гастроинтестиналниот тракт, а тоа е всушност вагусниот нерв, неговите завршитоци, и при самиот притисок кој што се случува, пациентот добива нагло за повраќање, кој што е, јас би рекла дека еден од најчестите симптоми поврзани заедно со бубрежната болка, кој што пациентот уште дополнително ќе ни даде информација, ќе ни даде информација кој ќе рече дека повратил, веднаш се поврзуваме со бубрежна болка, пошто другите типови на болка од друг аспект, мислам сега, во тој дел од абдоменот може да се случат многу типови на болка, значи таа може да биде од гастроинтестинален тракт, значи да биде жолчка, да биде анеуризма, значи, но сепак има одредени физикални прегледи кои што истото го исклучуваат или го потврдуваат. А што со оние пациенти што имаат низок праг на болка? Поради јачината на болката може ли да изгубат свест понекогаш? Се случува такво нешто? Да, во ретки случаи, како и при секој друг тип на болка. Не можам да кажам дека е тоа доста чест симптом, дека пациентот при секоја појава на болка дека ќе изгуби свеста. Често пати прагот доколку е поосетлив, значи луѓето кои што не можат да ја толерираат болката, и од самиот интензитет на исфрлање, можеби на почнување на движење на каменот или пак од преголем, зависно од локацијата на самиот камен каде е, често пати пациентот може да се случи да изгуби свеста, но пак би рекла дека тоа не е еден од исклучок. Да, тоа се сепак исклучоци во целата пракса. А врз основа на болката, кога пациентот ќе ви опише точно каде го боли, можете ли да процените каде е каменот? Па најчесто да, затоа што типот на болката не е различен. Тој горе-доле е ист, но доколку, го напоменавте само прегледот, односно сукусио реналис, се нарекува самиот тест кој што се практикува кај овие пациенти, доколку тој е позитивен, значи често пати можеме да кажеме дека веќе има нешто во самиот бубрек, заради тоа што осетливоста е многу поголема, значи настанува една дистензија на капсулата на самиот бубрек. Се проширува? Па и се проширува. Добре. И тоа е заради моментот што, например, каде што има обструкција, која тоа некаде во каналниот систем, целата урина, имаме невозможност за, или пак делумно можност за елиминација на урината, дел од урината останува во самиот бубрек. И тоа всушност се прави дистензијата на бубрекот, тој се зголемува, натекува на некој начин, и тоа е всушност што ја прави болката. И при самиот преглед на сукусио реналис, значи пациентот реагира, односно ние знаеме дека веќе имаме афекција и на тој дел од бубрекот. Често пати има пациенти кои што имаат негативен сукусио реналис, а се жалат на болка во делот на препоната. Значи тука може да ни направи мала диференцијација дека можеби веќе каменот е симнат веќе во каналниот систем, мислам односно во уретрата, каде што има делум на некоја обструкција, значи се уште има истекување на урина и не се афектирал самиот бубрек. Да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта на телефонскиот број 3076 677. Почитувани, добре дојдени си вашите прашања и дилеми на темата на која што говориме. А што треба да се направи доколку добиеме ваква силна интензивна болка во бубрезите? Треба веднаш да се упатиме на лекар, бидејќи некој вела дека се работи за ургентна состојба. Така. Па да, значи пред се, пак ќе напоменам, зависни се од интензитетот на болката, пошто таа се јавува експлозивно. Обично
еве да речам дека можеби позастапена во утринските часови и тогаш пациентот е во паника. Дали доцна навечер или рано наутро? Зошто тоа така се случува? Обично се случува, значи во раните утрински часови, бар од мојата пракса, повеќе ми се пациентите кои што доаѓаат во раните утрински часови, тоа е заради моментот што самиот пациент не уринира нели во текот на ноќта и имаме поголема количина на урина која што е насобрана и првиот акт на мокрење во утринските часови всушност ја провоцира и самата болка и самото придвижување на делумно придвижување на камчето и тогаш всушност се започнува целата приказка. И пак ќе се навратам, значи се зависно од типот на интензитетот. Така. Доколку пациентот има речеме блага нелагодност или болката е од лесен пулсирачки карактер, често пати остануваат дома. Значи не реагираат на истото и не трчаат веднаш нели на лекар. Можат да се напијат било каков аналгетик, не знаејќи дека можеби станува збор за бубрежна болка. Но со текот на часовите како што ќе изминуваат, болката ќе се интензивира. Тогаш веќе се појавуваат самите симптоми кои што пациентот веќе ќе го исплашат и тогаш веќе состојбата е повеќе од ургентна, за да може да се детектира на кој дел е настаната обструкцијата, дали всушност станува збори за тргање на некакво камче, дали станува збор за уринарна инфекција, за било какво евентуално хируршко засегање, значи сепак тоа е еден тип на болка кој што е само еден симптом од многу други различни болести. Имаме гледачки, му дадеме предност, а потоа ќе проговориме што се може да се направи во домашни услови за да се подсмири болката, кога е тоа возможно секако. Да го слушаме прашањето. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Едно прашање до докторката. Секако? Имам камен во бубрего десен. Добро. 2 милиметри, можда и поголем. Проблем не ми прави, болки немам. Испитување, извини, мокрача едно друго се е во ред, а функционира убаво. Што може да правам од тие толка голем, дали има некоја опасност или не? 2 милиметри или 2 сантиметри? Предпоставувам дека е поголем. 2 сантиметри би требало 2 сантиметри предпоставувам. 2 милиметри е навистина мало камче кое што не верувам дека би ви создавал проблем. Ви благодарам. Така. Како иде 2 сантиметри, колку што е бубрего, толка се и камено. Добро, ви благодарам за вклучувањето. Најверојатно се работи за 2 сантиметри. Обично тоа се камења, мислам веќе да речам дека има некоја положба зафатено во самиот бубрек. И кај ваквите камења се практикува ласерско кршење. Значи до 2 сантими се препорачува ласерско кршење на самото камче. Затоа што тоа не може да се придвижи, значи ако се придвижи ќе направи поголема. Дури доколку не создава проблем, доктор ќе се советува да се скрши? Обично не се препорачува. Значи се зависно каде е неговата локализација. Значи колкава е можноста тој да тргне за да би можело да направи нешто. И обично на почетокот се следат, да се видат дали тие камчиња се зголемуваат со текот на времето, поради тоа што внесот на исхрана, начинот на живење, водата и се друго кој што би можело да допринесува во овој дел. Доколку имаме некоја стагнација, обично и возраста, значи земејќи се во обзир во односнова, може да се препорачи да се следи. Но доколку веќе прави чести напади, доколку се појавува крв во урината, значи одредена симптоматологија кај самиот пациент, тогаш се препорачува да се пристапи кон ласерско кршење на потоа малите камчиња, потоа на што ќе остане треба да се исфрли. Да, пациентот треба да го знае дека после тој момент следи болката која што ќе биде проследена со исфрлање на камењата и треба да бидат спремни дека такво нешто ќе следи во тие денови после кршењето на камчето. Ајде да слушнеме уште 2 прашања од гледач. Добар ден за првиот од нив. Добар ден, ве слушаме во програма, сте, повелете. Ало, може да поставам прашање? Секако ве слушаме, повелете. Да, пред 15 дена направив снимање на бубрезите, ехо, пошто чувствував слаба болка од двете страни и во извештајот пишува дека има ситни нерамнини на двата бубрега. Па ме интересира што значи тоа. И мочната киселина ми беше малку
повисока вредностите беа повисоки вредностите, па ми дадаа некои апчиња да ги пијам еден месец. Добро. Меѓутоа сега забележувам дека мокрењето ми се малку намалува, да кажем. Па ме интересира да докторката да ми одговори, ако може. Ви благодарам за вклучувањето. Ајде да го слушнеме и следниот гледач, па ќе дадете одговор на двете прашања одеднаш. Добар ден. Дали го слушаме следниот гледач? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Сакам да ве поздравам вас и да ја поздравам докторката. Благодарам. Ало? Зборувајте во континуитет, ние ве слушаме и намалите го тонот на телевизорот доколку е пушта, за да можеме нормално да комуницираме. Кој е вашето прашање? Доктор, ќе може да дадете вие одговор на првото прашање, а ќе ја вклучиме подоцна на гледачката откако ќе го исклучи телевизорот. Предпоставувам дека станува збор за преструктурирана градба на самиот бубрек и не ги слушнавме димензиите, можеби има и намалување на самите димензии на двата бубрега. И тоа обично оди во прилог на хронична бубрежна веќе страдање на самиот бубрек, во смисла дека се намалува самиот паренхим на бубрегот, целиот тој се преструктурира, може да дојде до негово намалување на бубрежната функција во исто време. Пациентот даде податок дека и нагонот за мокрење е веќе поднамален, како и волуменот за истото. Значи ќе треба да се направи можеби дополнителни испитувања во однос на неговата на функционалност на самиот бубрек. Тоа значи дека треба да се направат лабораториски анализи, да се собира 24 часовна урина, за да се види дали колкава е гломеруларната филтрацијска рата, тоа значи во каква функција е самиот бубрек. И пациентот исто така даде податок дека има зголемена мokraчна киселина, која што често пати е еден од факторите за појавата на бубрежна слабост. Значи, треба тој момент исто така да се доиследи, дадена е терапија за истото, но треба време за да се направат овие испитувања и да се каже дека доколку пациентот има афекција, има хронична бубрежна слабост, да се види во кој стадиум од истата е, за да може да се пристапи кон соодветно лекување. Ајде сега да дадеме можност на гледачката да се вклучи, што пред малку не успеа. Добар ден. Дали сега се слушаме? Не. Во ред, ќе продолжиме понатаму со денешниот разговор. Да, добивам знак дека сепак гледачката е вклучена и очекува да постави прашање. Добар ден уште еднаш. Добар ден. Сега имаме гледач. Добар ден, повелете. Добар ден. Поздрав до вас и до докторката. Благодарам. Да прашам ако може едно прашање што значи големено е креатинин и уреа во крвната слика. Тоа ако е зголемено до кој износ како треба да се прати и мokraчната киселина исто така. Добро ви. Тоа значи дека превентива треба што треба да се преземе. Така, доколку се покачени овие вредности. Доколку се тие, да. Ви благодарам за поставеното прашање. Некаде пак сме околу претходното прашање. Значи, покачените вредности на уреа и креатинин, тоа се сушност маркерите за бубрежните параметри кои што ние ги користиме за детекција на бубрежна слабост. Лимит не можеме да кажеме дека имаме стриктен лимит. Значи, лимитот пред се зависи од клиничката состојба на самиот пациент, зависи од возраста, заради тоа што врз основа на тие параметри по пат на формула се добива една вредност, која што врз основа на таа вредност ние можеме да кажеме за каков тип на, како што кажав, на бубрежно засегање станува збор. Значи, постојат 5 стадиуми на истата и врз основа на тоа може да се препорача на пациентот каков тип на таблетарна терапија треба да зиме, каков тип на исхрана треба да користи. Најчесто се практикува нископротеинска исхрана, значи дека протеините треба да бидат сведени на минимум, заради тоа што уреата е продукт, протеински продукти и креатининот исто така. Така да сепак тоа би повлекло, значи дополнителни испитувања кај нефролог или кај неговиот матичен интернист, за да може да се додиагностицира зошто уреата и креатининот се покачени. Во овој случај мokraчната киселина е една целина со сето тоа, така да си бара дополнително испитување. Да. Ајде да ги слушнеме следните гледачи. Денеска има навистина голем интерес од страна на гледачите. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до емисијата, поздрав до докторката. Благодарам. Ово ми е мојот проблем. Имам камен 40 години во левиот бубрек.
Така? Ми ствара некои тапи болки. Имам покуша веднаш да го кршам. Само ми се знае докторката, само ќе се замати тоа од кој што како што е од кај камено. Ќе изгледи тоа што да речам на чистотија некоја, а камено ми останува. Колку пати треба да се крши тој, колку треба да се пруба, не можам, сакам да примам информација од вас. Така, добро, ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Значи, пред се зависи од големината на каменот. Значи, ние дознавме од пациентот дека има 40 години камен, но каква е димензијата. А ако каменот е поголем од 2 сантими, значи, и има некој си колиформен изглед, значи, тоа е зафатеност во поголем дел од самите каналчиња, значи бубрежни каналчиња, процесот на негово кршење е малце по-отежнат. Доколку е до 2 сантими, како што рековме дека во пракса се практикува да се изрони и да се елиминира, тогаш не би требало да има никаков проблем и пациентите многу лесно ги изфрлаат. Најверојатно станува збор за малце поголем камен, кој што или пак пациентот со неговата исхрана константно го продуцира. Значи тој константно се обновува. Кажува дека после литотрипсијата се изронува и тоа е точно, значи се изронува, урината е заматена, значи како талок, песок се гледа во сето тоа, но можеби не е доволно. Да, обично уролозите прават проценка на истото и може да проценат на колку време може да пристапат кон лазерско кршење. Тоа обично не се практикува едно по друго, мислам, во краток временски период, но ќе се во консултација со уролог може да кажат доколку е возможно да се пристапи кон или на тој начин елиминирање или пак треба хируршко отстранување на истото доколку е во поголема големина и прави притисок на околното ткиво, мислам на бубрежното. А тупро кршењето на каменот, оние микроудари го штетуваат ткивото на бубревот? Ако правилно не се насочат, да. Значи може да, можно, да се но тоа е случи. доста прецизна, мислам, доста прецизна метода која што во случајот колегите кои што го работат нели со големо внимание и не би требало, само можно е, но во пракса, мислам, е многу ретко. Ајде да го слушаме прашањето на следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав за емисијата и до докторката. Благодарам. Ве молам да прашаме, кратко ќе бидам. Ја на секое снимање на бубрезите цисти имам, различни, помали, поголеми. Цисти рече? Цисти. Се, дали се штетни тие, што да правам? Така, добро. Да ми објасни докторката. Ви благодарам за вклучувањето во емисија. Дали цистите може да наштетат на функцијата на бубрекот? Создават ли болка? Да, може да наштетат на функцијата на бубрекот, зависно во колкава мера, значи во кој број се првин. Обично кортикалните цисти тие може да растат и до многу поголеми. Едноставно што се прави е нивно следење до одреден степен, значи доколку достигнат некоја си големина до 7 сантиметри, некако ние ги следиме, а после 7 сантиметри се препорачува нивно пунктирање, значи евакуација на течноста која што е внатре за да го намали притисокот во самата циста. Доколку цистите се субкортикални или пак медуларни, тие често пати може да попречат и функцијата на самиот бубрек, заради тоа што од самиот притисок кој што притиска на бубрежното ткиво може да доведе до афекција на бубрекот. Болка исто така може да пациентот да почувствува, особено исто така може да почувствува доколку има помал број на цисти кои што би можеле да прснат и тогаш пациентот ќе примети и крв во урината, попратена со болка која што ако веќе знае дека има цисти, може да биде резултат на прскање на некои од тие цисти. Во главном ги сметаме како дегенеративно пореметување на самиот бубрек, на бубрежната кора, но често пати може да бидат пропратени со генетско заболување, тоа е полицистична адултна бубрежна болест, каде што во тој случај си бара многу дополнителни испитувања, зашто тоа е наследна болест во едно и тука веќе има друг третман кон самото лекување. Ајде уште едно прашање од гледач да слушнеме во денешната Телма амбуланта. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Голем поздрав до докторката и до вас. Благодарам. И за вашата емисија. Имам две прашања до докторката.
Овото, двата бубрга ми се на левата страна, немам некои проблеми што се на едната страна. Така. Вршам редовни контроли и ехо прегледи на бубрегот. Немаше ништо, а до пред една година ми рекоа дека на една бубрег имам циста 3,5 сантиметри и тоа кортикална циста, а на другиот ми рекоа дека имам минерални сенки. Тоа се камчи. Извештај, вика имаш калцификати на едниот бубрек. А сакам да прашам, цистата од што е настаната, дали се лекува и ова што ви рекол, ситни минерални сенки, дали се опасни или не се опасни? Добро, ви благодарам за вклучувањето во емисија. Овака, почнеме од цистата, значи како добро разбрав дека е 3 сантиметри. Во случај таа е бенигна циста, значи не е опасна, тоа е кортикална циста која што ги опишав и пред малку симптомите кои што може да следуваат, значи може и да прсне, може да настане инфекција од незе, може да се појави болка, но најчесто се асимптоматски. Значи не прават никаков проблем на пациентот, сосема се откриваат при случаен ултрасонографски наут. Така да од тој аспект пациентот може да биде спокоен. А во делот за минерални сенки, тоа се мисли на ситни калкули, кои што би можеле да го загрижат, затоа што некој од тие може да тргне по некој пат и да предизвикаат бубрежна болка. Во случајот препораката би била, пошто се тие доста ситни, многу добра хидрација, значи доволен внес на течности, за да се оневозможи нивно зголемување, во смисла таложење на токсини, таложење на бактерии, кои што би можеле да го зголемат неговиот диаметар. Тука ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме. Се надевам и со концептот предвиден за денеска, бидејќи на вистина голем број на прашања денеска добивме и од гледачите. Почитувани, останете на Телма. Продолжува денешната Телма амбуланта, во која зборуваме за болките во бубрезите со доктор Елена Бабаљ-Бансколиева, специјалист интернист од специјалната болница за дијализа и нефрологија Дијамет. Докторке, кога некој ќе добие силни болки во домашни услови, а и ве имал претходно искуство со камчиња во бубрезите и може да претпостави дека се должи на тој проблем, што може да направи? Дали топлиот туш, топлата вода, топлите облоги би можеле да ги смират болките? Па да, често пати... И аналгетик, дали помага ако се испие преку уста или пак сепак подобро да се прими интравеност? Пак сепак зависи од интензитетот на болката. Често пати пациентите знаат во домашни услови да користат термофор. Значи со топла вода, дават податок дека да, се смирува болката. Доколку станува збор, пример, за уринарна инфекција, исто болката се намалува во однос на интензитетот. Во однос на земање на било каква орална терапија, значи таблетарна терапија, може да ја земат и обично тоа е исправниот начин. Значи земање на спазмолитик или земање на аналгетик. Најчесто ги земаат во комбинација. И чекаат. Доколку истото се смири, се намали во однос на интензитет, нема никакви нагони или за повраќање, нема ургентност при мокрење, тогаш пациентот не се јавува на лекар. Доколку болката не се смирува, а доста често знае да не се смири, тогаш се јавуваат и тогаш е препорачливо да се пристапи кон интравенско давање на истата терапија, значи спазмолитици со аналгетици, и да се евентуално, доколку станува збор за поинтензивно можеби повраќање или пак доколку процениме од самиот преглед, доколку е направен ултрасонографски преглед дека можеби камчето веќе тргнало и треба да се избутка, тогаш пристапуваме кон интравенско третирање, односно на инфузиони раствори кои што се даваат со поголем интензитет во смисла на волумен, за да се подпомогне самиот процес на елиминација. Така, еден воден удар, баш на количина течност за да се избутка камчето. Колку често не се смируваат болките покрај дадената терапија? Па зна да не се смират, значи во случај доколку имаме обструкција, често пати камчињата на пример имаат една назабена структура, значи шилеста структура. Често пати може да си, ако една одредено место може да зафати и одредена форма, ако тоа со текот на времето стоело таму и се таложело, значи во форма на Т, во форма на Г. И ако направи поголем тип на обструкција,
тогаш болката не може да се дезобструира толку брзо, значи и тој интензитет на болка трае подолг временски период. Може со часови, без пrekid? И со часови, може и со денови да трае, заради тоа што имаме афекција на бубрегот. Објаснив пред малку дека станува збор за хидронефроза, значи задршка на течност и проширување на целиот канален систем на самиот бубрек. Во тој случај е сосема друг начинот на третирање, доколку дијагностички со одредена интравенска компјутерска урографија се утврди истото дека станува збор за некаде лоша позиција на самиот камен, тогаш веќе треба да се направи и интервентна дијагностика со терапија на истиот начин, значи поставување, некогаш поставуваат и джеџе сонди, некогаш ставаат и стентови на самото место, значи или да се избутка малце, да се помести позицијата на самиот камен, за да може да се направи дезобструкција на бубрегот, затоа што бубрегот не сме да трпи долго време да биде под притисок, пошто ќе го оштети. Многу јасно. Да. Уште 20 гледачи ќе постават прашања, јас ќе ги замолам да бидат што поконцизни во интерес на времето. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. Поздрав до студиото. Благодарам. Дали надбубрежната жлезда, мала жлезда, Како дали надбубрежната жлезда? Или мала жлезда, така се нарекува, дали може да предизвикува крвен притисок? Јас не можам да го разберам. Не можам да го разберам прашањето. Многу слабо ве слушаме. Ајде ве уште еден обид. Во ред. Значи надбубрежната жлезда дали може да предизвикува крвен притисок? Аха, добро. Надбубрежната жлеза дали може да предизвика крвен притисок? Во ред. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Ајде да го слушнеме и следниот гледач со прашање. Добар ден. Дали го имаме на линија? Добар ден. Во ред. Ајде, докторке, да дадете одговор на ова прашање. Гледачот подоцна ќе го вклучиме. Може да предизвика покачување на крвен притисок и треба да се направи дополнителна диференцијација за што предизвикува промена на надбубрежната жлезда. Претпоставувам дека пациентката направила консултации со ендокринолог и со нефролог дополнително, каде што е дадена соодветна терапија за истото, но најчесто идат, мислам, со такви хипертензивни кризи кои што кортизол, да, си бара многу, да, си бара многу хормони, има хормонски, понекогаш има и туморчиња на бубрежната значи може да биде феохромоцитом, значи има голема една палета на состојби кои што може да го предизвикаат истото, најчесто е комбинацијски третман од ендокринолог и од нефролог. Истото. Да, видиме уште на дали можеме го вклучиме гледачот, да му дадеме предност. Добар ден. Ало? Ве слушаме. Сега повелете. Ке ве молам, јас сум на 62 годишна возраст. Така? Имам со еден бубрек, изваден ми е пред 40 години. Другиот ми е во ред, со нормална функција, али креатинините и уреата ми се многу високи. Креатинот негде 400, уреата негде 29. Во Охрид ги правам сите анализи, ама сепак тие не спаѓаат. Дали може докторката ми каже или до кај за да одам, дали треба некои испитување други да направам? Добро, што во вашиот случај барате консултација. Ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Пак ќе се навртам на неколку прашања назад од гледачите. Тука веќе претпоставувам дека станува збор за поради тоа што пациентката со еден бубрек, дека веќе афекција настанува и на вториот бубрек, значи неговата бубрежна функција полека се гаси на некој начин. Претпоставувам да исто така дека колегите го следат тој момент и дека контролата на уреја и на креатинин сепак не секогаш високите вредности на уреја и креатинин ни се наса аларм дека треба да се отпочне со нешто. Физикалниот аспект на пациентот, другите симптоми како повраќање, гадење, губиток на апетит, пад на крвната слика, се една симптоматологија која што е дел од тој уремичен синдром, обично кај пациенти кои што имаат високи вредности на уреја и на креатинин. Потребно е собирање и почесто контролирање од страна на лекарите, дали интернист или нефролог, во однос на 24 часовна урина, со евентуално протеинурија, да се види тој бубрек дали пропушта протеини, и врз основа на тоа пак ќе кажам да се даде соодветна терапија. И да се одржува до степен до каде што ќе може да се одржи тој бубрек.
мислам во однос на неговата функција и да исто така пациентот да практикува нископротеинска исхрана. Затоа што сепак тоа е едно дополнително оптеретување на тој само еден бубрек кој што треба да ја процесуира целата таа крв која што поминува низ него, а со воедно и да направи филтрација на сите уремични токсини кои што треба да се елиминираат. Уште двајца гледачи очекуваат да се вклучат во денешната емисија. Поздрав за првиот од нив, да го слушнеме неговото прашање. Добар ден. Добар ден, ева уште една можност. Ако не можеме да го вклучиме првиот гледач, да го слушнеме прашањето на следниот. Добар ден. Добар ден. Добре, ќе продолжиме ние со денешниот концепт, па можат подоцна да се јават повторно. Кога поминуваат камчињата низ мочните канали, особено ако се назабени, може да предизвикат оштетување на ѕидот на мочните канали, да ги раскрварат, па да има крв во урината. И сега прашањето е, може ли да дојде до уринарна инфекција во овој случај? Најчесто доаѓа до уринарна инфекција заради тоа што, како што напоменавте, дека при самото нивно движење тие го гребат ѕидот на слузницата во самиот канал и тоа е една отворена врата за било која бактеријска инфекција. Уште поголема опасност е доколку пациентот па има некоја си уринарна инфекција во смисла на некој хроничен цистит од било која бактеријска етиологија, тоа е поопасна подлога за расејување на некој начин и тука треба да се пристапи кон поголема, мислам, со поголемо внимание за решавање на истото. Што се дава во тие моменти? Како превенција од инфекција, доволно да се пие многу течности, да се пие увин чај, чај од брусница или пак се потребни антибиотици? Па сепак пак ќе кажам, значи доколку пациентот даде податок дека има нели крв во урината, што најчесто има крв во урината, од самата земена уринарна анализа или од самата направена крвна слика во моментот која што ни еден од главните индикатори дали станува збор за било каков тип на дали има дополнителна инфекција на калемено на самиот процес и еден многу важен податок ни е температура. Значи доколку пациентот каже дека со болката пројавува и температура, тогаш со сигурност мора да биде покриен со антибиотик. Во секој друг случај можеби ќе почекаме да добиеме некои дополнителни лабораториски анализи па да пристапиме на тој начин со давање на соодветна антибиотска терапија. Покрај антибиотската терапија, значи се даваат спазмолитици, се даваат аналгетици, се даваат исто алфа-адренергични блокатори кои што овозможуваат едно целосно олабавување на тој канален систем на мускулатурата на каналниот систем. Течности најмалку до 2,5 литри на ден. Дали тоа ќе биде во форма на чај, значи увин чај или чај од брусница, важно е да биде внесен. Така, пациентите што немаат покачена температура, а имаат колика, при што сврлат камче, добиваат совет да пијат големи количини увин чај или чај од брусница сме? Чајот, увиниот чај не сме да се пие во големи количини, тој не сме да се пие повеќе од 1 литар. Зошто е тоа така? Па заради тој ефект кој што тој го има и знае да го направи. Значи тој има токсичен ефект, доколку се претера со неговото. Колку? 5 чаши? 5 чаши. Или 4, зависи од зависи од чашата, но еве да речеме од 200 мл, тоа се 5 чаши дневно кои што пациентот треба да ги конзумира и после тоа може да се значи нели да се сврти на било кој друг тип на течност, но не да биде повторно чај од брусница например. Зошто тоа не се препорачува да се меша, бидејќи некој во тие моменти за да се спасат од проблемот се одлучуваат на сите чекори, се да измешаат. Точно, во право сте, затоа што голем дел од пациентите јас денеска пиев и југовин и брусница и се се изнапил и пиво на крај во целата таа комбинација ќе дојде. Треба многу да се внимава. Иако станува збор за чаеви, не се така дека не можел да направат нешто. Пред се за да се даде на пример чај од увин, тој мора да сме сигурни дека pH на урината е 7. Значи тоа е важно. Не можеме да дадеме на кисела урина, затоа што нема да има тотално никаков ефект. Значи мора да имаме алкална урина за тој да делува. Од друга страна пак увиниот чај има ацидофилна база, значи тоа е кисела база, која што ја прави pH на урината покисела. Така да тука правиш ништо не правиш. Ништо не правиш, само да. И обично, например, се препорачува кај ваквите пациенти кои што земаат увин чај за да се алкализира течноста, да се даде и сода бикарбона. Дали е тоа во форма на таблети, обично ние ги даваме во форма на таблетарна форма, или доколку пациентот не може да го дозволи да си го дозволи истото, може да го земи во форма на обична
сода, бикарбона која што имаме од домаќинствата. Така ова е добар совет, бидејќи некој пие тувин чај, велат нема никаков ефект. Еве го објаснувањето што стои за тоа. Дејството на увиниот чај е антибактериски на некој начин, значи да направи една дезинфекција во истото и да ги смири ефектите од самото воспаление кој што се настанати, кој што е настанато внатре. И обично тоа се препаќа нели повеќе кај бактериска инфекција, кај што веќе имаме подлога, затоа што бактериите сами по себе па не сакаат кисела средина, особено Ешерихија коли таа ако ставите да биде во кисело, значи толку. Да. Од нејзиното размножување и нејзиниот животен век. Така да, мислам се си има зошто и како. Убаво што ова ни го појаснивте, убаво е да се знае. Ајде да слушнеме уште едно прашање од гледач. Добар ден за него. Добар ден. Добар ден, повелете. Едно прашање, поздрав до вас и до докторката. Ако може едно појаснување од што настанува и како може притисокот да биде зголемен од бубрези. На што се должи тоа? Добро. Не од срце, него од бубрези. Добро. Така, јасно. Ви благодарам за вклучувањето, значи може крвниот притисок да се покачи и поради бубрезите. Да. Доста често. Етиологијата на бубрежна афекција е од видете сега, значи не мора да значи дека крвниот притисок се појавил директно од бубрезите. Може да биде дека бубрезите се афектирани од страна на крвниот притисок. Значи тука да се оштетени крвниот притисок. Значи тука се бара дополнително испитување да се види дали станува збор за примарна или секундарна етиологија на крвниот притисок. Можно е да биде причина, како што напоменавме кај пациентката, дека ако станува збор за надбубрежна жлезда, па да се направи тука испитување, значи со едно базично ехо или ултрасонографија, да се види дали има некако пореметување на надбубрежната жлезда, што може да допринесува за покачување на крвен притисок. Генетиката исто така има многу голема улога во крвниот притисок и исто така голем број на, да речам, автоимуни заболувања кои што се со бубрежна, нели за бубрежна, за самите бубрези, кои што како главен параметар е покачувањето на крвниот притисок, кој што иде, например, и со појава на протеинурија, со појава на отоци во нозете, така да е тоа една комплексна слика која што треба да се види за што точно станува збор. И да се утврди дали е примарна или секундарна етиологија. Кога зборуваме за болката предизвикана од камчиња во бубрезите, односно од камче кое што се спушта од бубрезите и тргнало кон мочниот меур, например, дали кога ќе се симне во мочниот меур, пациентите чувствуваат болка? Или чувствуваат ли болка кога ќе го исфрлат, во моментот кога го исфрлаат? Знаат ли кога ќе го измочат, кога ќе го измократ? Многу од нив и не знаат, некои ќе го видат или ќе го слушнат. Типот на болката, да го наречеме патот на движење на камчето доколку трга или од самиот бубрек, поминува низ некои си, да речеме, 4 фази. Првата фаза е кога тој е во самиот бубрек и почнува да се предвижува. И тогаш болката има многу голем интензитет. Тогаш е таа пулсирачка, најсилната болка, тогаш се јавуваат нагоните за повраќање и со тие пулсирачки движења камчето почнува да се спушта низ самиот канален систем. Кога ќе дојде во моментот на каналниот систем, тука имаме поголема инервација на самите нерви кои што се во каналот. Како што кажав, ако настанува збор за поголема обструкција, болката ќе биде многу поголема. А ако станува збор пак за помазно камче кое што полесно може да го помине или пак диаметрот на камчето да е помало, полесно ќе го помине тој пат. Болката е присутна, е пулсирачка, но не со толков силен интензитет. Значи, може да биде до ниво на неподносливост. Може да се јавува во налети. Значи, ќе се појави, па ќе се смири, па пак ќе се појави. Кога веќе ќе дојде во бешика, камчето, тука болката се смирува, но има еден многу карактеристичен момент каде што пациентот добива ургентен нагон за мокрење. Значи, како дека треба нешто да исфрли. Сега, доколку знае, например, камчето да дојде да влезе на самиот влез од уретарот, добра, кој што и пациентот да не може да мокри и да се уплаши зошто јас имам толков голем нагон за мокрење, а нема урина. Тука може би ќе треба малку да почека, затоа што тоа камче со урината која што се создава внатре ќе се помести и ќе добие нагон за мокрење, а доколку веќе влегло во самата уретра, тогаш често пати пациентите даваат и многу посилен нагон за
за да овозможат негова елиминација. Сега кај жените е малку полесно заради се пократка уретрата, кај мажите е малце покомплексно заради тоа што и самата кривина и самата позиција и се останато. Но како и да е, некој, како што напоменав, го осеќаат, пошто ако гребе секаде, или нема воопште да го осетат и нема да го приметат и само ќе почувствуваат олеснување на крајот. Уште двајца гледачи очекуваат да постават прашање. Денеска навистина голем интерес. Добар ден. Јас ќе го замолам веднаш гледачот да го намали телевизорот, за да можеме нормално да комуницираме и во интерес на времето гледачите ќе ги замолам да бидат што пократки и концизни со прашањата. Ало? Ве слушаме. Добар ден. Јас сум. Повелете? Не. Ве слушаме, во програма сте. Но доколку не го исклучите телевизорот, нема да можете да поставите прашање, господине. Така, ништо. Неуспешно беше ова вклучување од страна на гледачот. До докторке, кога ќе се јави некој пациент со силни болки во бубрезите, како можете да направите дистинкција дали се работи за инфекција или пак за камче? Има ли некои наоди, односно параметри во, да речеме, во урината, кои што со сигурност да ви посочат за каков проблем станува збор? Да, значи наодот на леукоцити. Добро, во урината, во така? Урина, да. Добро. Збориме првен за уринарниот седимент. Значи наод на леукоцити, наодот на бактерии. Добро. Ќе ни посочат дека можеби станува збор за дополнителна инфекција или само за инфекција. Доколку немаме присуство на леукоцити или пак имаме присуство на леукоцити, а немаме присуство на бактерии, а имаме присуство на оксалати или аморфни структури, значи тоа веќе дава насока дека станува збор за камче, да. Добро. Тоа е од уринарниот седимент. Од лабораторискиот, мислам од крв, високите леукоцити, ако станува збор веќе за инфекција и можно е покачување на ЦРП-то. А доколку е камче, има некакви промени? Не, нема да има никакви промени, се додека не настане инфекција, може и да не настане инфекција. А може ли да се намали, да речеме, хемоглобинот ако има крварења? Па, тоа треба да е огромно, силно. Да, значи да е многу обилно крварење за да може да настане такво нешто, во пракса не. Во однос на диагностика со ултрасонографија. Добро. Значи потоа се прави ехо? Да, се прави ехо, каде што ќе се детектира каменот. Ако е во бубрегот, ако е во каналниот систем, многу потешко можеме да го детектираме, тогаш се пристапува кон интравенска компјутерска урографија, како што ми го велиме длабинско снимање. Длабинско снимање, точно така. И тогаш се утврдува неговата позиција и колку тој прави афекција на околната структура. Со ехото, значи можеме да видиме дали има обструкција, значи ќе видиме хидронефрозата, ќе можеме да видиме дали станува збор за инфекција, значи доколку настанал пилонефрит на самиот бубрек со надополнета бактериска инфекција, ќе има променета структура, значи неговата ехогеност ќе биде сменета. Така да, постојат параметри кои што можат да ни укажат во кој правец понатака да се движиме. Уште еден гледач ќе вклучиме во едно последен во денешното издание на Телма амбуланта. Добар ден за него. Ало? Ве слушаме во програмаста, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Ова е прашање за мојот сопруг. 72 години има, во двата бубреги има каменчиња, 0,5 и 0,7 сантиметри. Оној народен лек што сум го слушала со темјан, какво искуство има докторката, ако може да ми појасни? Ова е едно одлично прашање, ви благодарам што го поставивте. Ете, јас го испуштив во денешното издание на Телма амбуланта. Обично не ми се случува такво нешто, но темјанот е многу често нешто што го пробуваат пациентите, но лекарите велат никако. Е, сега зошто? Значи, се нешто што ќе се даде како некаков си препарат, кој што се припрема на некое си друго место. Мислам, немој да ме сватат погрешно, јас немам ништо против или луѓето да пробуваат се и се што, но кога станува збор за камења, тој е многу, да не речам опасен момент, но на некој начин така да го декларирам, внесот на тие субстанци, на темјан, некогаш знае да предизвика
да биде токсичен во самиот организам кој ќе се внесе. И пред се зависи од во каква природа е направен. Дали е направен во поконцентрирана природа, дали го пијат во форма на чаеви, дали го примат во форма на тинктури. Го земаат со лепче, го пијат. Да, значи имаат моменти кај што така го јадат, тоа да. Значи, јас некои пациенти се јавили крварење, велат. Да, значи не знаете во каналот. Не знаат што може да испровоцира. Значи може да направи зголемена прокрвеност на истото. Значи болки да се јават од поголем интензитет. Јас не можам да го препорачам истото, освен давање на медицински препарати кои што ќе го олеснат излагањето на камчето. Во случајов овие два камена не се толку многу големи, да, може да тргнат, и да тргнат не може да направат некоја си поголема обструкција, но да не пробуваат нешто што не е медицински подкрепено. Така, ви благодарам за денешното гостување во Телма амбуланта. Ми беше планно да проговориме и за оние кои што менуваат пеха средината на урината и влијаат врз намаленото формирање на камчиња, но ете, оставаме нешто да разговараме и во наредната емисија во која што ќе ни видите гостинка. Ви благодарам за присуството во студиото на Телма. Почитувани, тука го заокружуваме денешното издание на Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и за големиот број прашања од гледачи. Пријатно.